Почитуван председавач, почитувани колеги, ајде да се слушнеме. Јас, колеги, ве молам да ме... Колеги, ве молам да ја слушнеме колешката. Коректна беше, ве слушаше сите. Ве молам. Повелете бе. Значи, почитувани колеги, морам да заклучам сега, во моментов, бидејќи ние, очигледно сакајќи овде, да ја покажеме реалноста пред граѓаните каква е, представниците од Министерството за финансии си замина и ние сега и да продолжиме да зборуваме по дневниот ред, нема пред кого да зборуваме. Почитуван колега Адеми, јас не ги гледам овде, но очигледно ние сме станале неинтересни. Неинтересни заради тоа што сакаме да воочиме на грешките кои се случуваат во ова собрание. Зошто? Одам во овој правец и сакам да нагласам одредени работи. Почитувани колеги, денес ние зборуваме за кршење на процедурата. И јас ќе се повикам деловнички како треба на членовите 29, 30, 119, став 1, 130, став 3, 88, став 2, за сите овие кои сакате, можам да ви образложам. Исто така можам да ви образложам за член 68, став 1 и 2 дека се прекршуваат, но најмногу што се прекршува тенденциозно овде е член 90 и сите можни ставови во овој член. Но ајде да се вратам малци за другите членови да спомнам нешто. Членот 68, став 1 и 2, знаете, во овој член, да не го читам целиот, во овој член се зборува за начинот на закажување на седниците, временски тие, кога треба да бидат закажани и како треба да се реализира сето тоа. Во ставот 1 вели дека мора да се закажуваат 10 дена однапред, а во ставот 2 вели може да има исклучоци. Ама ова собрание е исклучок, бидејќи, нели, председателот на собранието така сака, работи по исклучок, бидејќи работи негде каде што цени дека има интерес, а негде каде нема интерес не се работи. Ќе ви објаснам за тоа подетално. Итно, почитувани колеги, итно е донесувањето на законот за игрите на среќа и за забавните игри, нели? А за законот за историја не беше итен да се стави на дневен ред, нели? Немаме тука некоја спојливост. Имаме итни работи и неодложни, кога станува збор за интерес, да се развива криминал, корупција, да се отвара простор за такво нешто. Но, кога станува збор за зачувување на државничкиот интерес, за зачувување на државата, тогаш се бара од нас, пак, како опозиција, да ги повлекуваме документите кои сме ги доставиле до собранието. Асоцирам на декларацијата. Не окривувате за обструкции. Вие самите си се обструирате самите. Како? Еве сега јас еден пример само ќе ви земам. Станува збор за регулаторна комисија за енергетика, за која имам две работи да кажам. Првата работа, комисија за економски прашања, ни е закажана за утре во сала број 6. А и вие сте самите свесни, бидејќи сме пријавени повеќе од 25 пратеници за збор, а во сала 6 собира само едвам членови без заменици, бидејќи нели имаме ковид протоколи. Втората работа која сакам да ја кажам и каква е вашата обструкција што си ја правите, е тоа колку одговорно работите. Замислете, овој извештај патува 2 километри, тоест не извештај, коригирајте ме, станува збор за финансиски план. Патува 2 километри 3 месеци. И според власта, опозицијата обструира. Обструираме ние да патува овој финансиски план
од регулаторна комисија за енергетика, до собрание, до влада и на крај после 3 месеци да се закажува. Колега, за да ви биде појасно. На 16, значи, од регулаторна, документот се доставува до собрание во предвидениот законски рок. Понатаму, од собрание оди во влада. Влада стигнува на 16 ноември, значи, после 2 недели, од собрание до влада патува 2 недели, во влада го разгледуваат и од влада го испраќаат на 19 ноември. И кај нас стигнува на дневен ред за разгледување во месец февруари. За ова кој е крив? Ако ги прашаме колегите пратеници што треба да бидат тука, а не се тука, опозицијата е виновна. Но народот ќе суди, а верувам и ќе сватите час поскоро дека навистина е потребно да имаме едно такво изразување на јавното мислење. Зошто? Да дополнам. Во сето ова, нам ни е многу потребно да имаме календар за работа. Бидејќи без календар за работа, ние навистина овде нема да можеме да работиме квалитетно. Зошто е потребно тоа да се работи квалитетно? Почитувани колеги, се нарушува со самото тоа што се закажуваат седниците на нецели 2 работни дена пред да се одржи истата, ние не сме во можност насловот на дадениот материјал, насловите само да ги прочитаме, а не пак квалитетно да дискутираме. Затоа, колеги, вам ви се случуваат секојдневно работи од типот. Имавме еден закон, сега брзо, на Комисијата за европски прашања, каде заради зборот негативно мислење, па дојде министерот, си го повлече самиот закон и направивте, како што би рекол председателов, пуј, не се важи. Понатаму имавме, ако ви текнува, дигитализација на учебниците. Требаше ние како опозиција да ставиме акцент дека тоа решение не е квалитетно и истото, што би рекол председателот Џафери, пуј, не се важи. Па си го повлековте. Да ви кажувам одредени плюс примери за вакво нешто. Законот за заштита на културното наследство се повлече. Законот за ману се повлече. Законот за марихуана, час го повлекуваат, час го враќаат, ама ете, тоа е квалитетот на работењето во собранието со оваа власт која и дел од пратениците требаше да бидат во овој дел. И сега не обвинувате за обструкции. Знаете како? Дали во комисијата за именувања има членови кои, фала му на Бога, се живи и здрави и можат да одлучуваат? Да, ќе се сложиме дека има. Но ние имаме ситуација каде не обвинувате како опозиција дека правиме обструкции заради интересот кој го криете позади сето тоа што го правите. Зошто? Заради тоа што имено сакате да именувате судии кои и како според вас професионално ќе ја сработуваат работата како лидерот на судството господјата Кацарска, што ја имаме. Толкав добар пример што во светот се учи од нејзе. Како не треба да се работи. Затоа во универзитетите во светот се учи нејзиниот пример како не треба да се работи, како не треба да се суди, ама имаме тенденциозност во ова собрание да избереме повторно нови 4 членови кои ете така би работеле. Но сето тоа е резултат на непрофесионалното работење. Значи, доколку ние го почитуваме деловникот и имаме 10 дена за разгледување, за организација, за анализа на сето тоа што ни е дадено, како предмет на работа на дадена комисија, секако дека квалитетот ќе биде поинаков. Доколку има размислување и простор за дискусија и дебата, а не само да се слушаат пратениците од опозицијата и да се продолжува
по свое лично убедување, тоест по партиско убедување, и да се гласаат закони за кои после тоа ќе правиме пуј, не се важи, ова ќе ни се случува во државата. Ние ќе одиме на надолен пат, без квалитет и без добра иднина. Само на крај да заокружам и ќе ви кажам. Месец јануари, 21 работен ден и 2 дена од викенд, кога имавме изборна влада. Знаете колку дена се работело во месец јануари? Пратениците работеле 6 дена работни и плюс 2 дена од викенд. Во тие денови во јануари вие не можевте да свикате комисии, не можевте да направите добар календар за работа, но сега во февруари, кога нешто се случува и нешто се пазари и се прави, мора на врв на целата работа да се нафрлаат комисии за ние пратениците од опозицијата, буквално да не знаеме каде побрзо да стигнеме. Ви благодарам на вниманието.